УПОС и владата ќе имаат средба на која ќе се разговара за барањата на овој гранков синдикат за зголемување на платите од 30%, потврди денес првиот човек на Сојузот на синдикати на Македонија, Слободан Трендафилов. Синдикатот на УПОС доби повратна информација дека е прифатено нивното барање за одржување на средба и средбата очекуваме да се случи веднаш по враќање на македонската делегација, односно на претседателот на владата од Вашингтон. Се надеваме дека тоа ќе биде во најбрзо време, имајќи во предвид дека колешките и колегите од овие 6 министерства и двете други институции очекуваат да се интензивираат разговорите кои беа прекинати поради одбивањето на анексите на колективните договори или новите колективни договори од страна на Министерството за финансии. Информацијата за телевизија Старија потврди и Бојан Трипуновски, генералниот секретар на УПОС, кој изјави дека формално барање за средба со владата е испратено. Да, значи во петокот, како што и јавноста беше запознаена од страна на синдикатот на УПОС, беше поднесено барање за средба до претседателот на владата, во која што добивме одговор дека истата ќе се одржи по неговото враќање од посетата на Америка. Кога средбата би се одржала и дали во меѓувреме протестите ќе бидат активни? Значи очекуваме до средината на наредната да одржиме таа средба, повеќањето како што кажав на претседателот на владата, а моментално значи се очекува да одржиме средба. Затоа до одржување на средбата значи протестите се ставени во мирување, така да на таа средба ќе ги преточиме нашите барања, ќе видиме кој ќе биде натамошниот тек на настаните. Дали УПОС е подготвен на отстапки и кои ќе бидат почетните позиции за разговор? Видете, почетната позиција е да вработените го добијат она кое што го добиваат и постанатите вработени во управата, односно додаток на плата од 30%. Во преговорите ќе видиме која ќе биде понудата од страната на владата, така да во овој момент не можам да кажам дали ќе има остапки или ќе нема, сепак за тоа ќе одлучат членовите, но пред се зависи од понудата која што ќе добиеме.